Тоа е родното село на нашиот писател Видое Подгорец. Тука овој дел од подножието на Беласица го нарекуваат Подгоријата. Сместено меѓу двата водопади, Колешинскиот и Смоларскиот, се наоѓа селото Колешино. Таму ве водиме во оваа луѓе и места за да ве запознаеме со еден влюбеник во старините, човек кој сака да патува назад во времето и да им дава втор живот на веќе заборавените предмети, стари радија, стари автомобили. Лоран Димановски, веќе 7 години од кога е вратен од Швајцарија во родното Колешино, се обидува да го зачува минатото и спомените за него од заборав. Преку колекцијата од преку 50 стари радија, предмети од селските домаќинства, како и повеќето олдтајмери и веспи мотоцикли. За човек кому старините му се пасија, времето не постои, вели Лори. Оваа негова пасија се родила додека живеел и работел во Швајцарија. Знаете како свет живеете, така се однесувате. Значи, јас до пред напуштањето на Швајцарија, враќање во Македонија, исто така, значи, како сите наши сограѓани, многу ретко дава било какво значење на старините. Значи, за нас беше колку е посветло и колку по-убаво. И така да, искрено да ви кажам, значи, немам никаква слика од младоста да кажам дека некој радио кај баба ми, кај дедо ми, дефинитивно јас тоа сум го гледал како крш или некој предмет за собирање на прашина, значи во тој момент, во тоа време. Сега отпосле веќе дојдаа тие размислувања, видувања. Инаку мислам дека многу гледачи ќе се сложат со мојот исказ дека и во моментот кога ги гледаат некаде во некој подрум или некој склад, гледаат само како да се оттарасаат или да го фрлаат, или значи они гледаат во тоа една старина, тогаш им зафаќа место и Во Швајцарија пристигнал веднаш по распојањето на Југославија. Предходно животот во Македонија го натерал да работи се и се што и еден ден, без никој да знае, заминал во Италија, па оттаму во Швајцарија. Со случувањата во поранешна Југославија, во тој период, значи, беше периодот за војска, за регрутација и така натаму, и ми остана еден цитат од Риблја Чорба за идеале Гину Будале, и така да решив да ја напуштам Македонија, иако младоста ми почна со повеќе дејности, значи имав градежништво, помагавме на градежништво, физичар, па такси со мини комбе, па шверц со гориво, такви беа периодите и времето, значи тоа беше тоа. После тоа настанаа тие политички немири, настани поделби, и во моите 18 години бев доброволец првично во војска, ама од кога станаа случувањата, значи се обесхрабривме, барем јас лично, така да. И решив да заминам, значи имавме и притисок, роднини, пријатели, родители. Најнормално 18 години, многу сме млади да гинеме за некои глупости и така натаму. И така дојде тоа мое заминување, првично беше во Италија, отпосле месец и пол-два во Италија видов дека не ме грее, или исто сонце грее. Поточно исто сонце грее како кај нас. И одлучив да одам за Швајцарија, таму имав сестра, постара од мене. Работев во гостителство, значи во кујна, или јас како што го кажував, бев диско џокеј во кујната, тоа значи дека на перење танири ги менав дисковите и така. Значи, тоа е почетокот на мојата животна авантура. После тоа
отвори собствен бизнис во Швајцарија, значи дилер или откупував половни автомобили, ги преправав, подсредував, почнав да ги продавам. Почнав да се ширам со дејноста за тоа што морав да обезбедам гаранција после продажба, отворив сервис, почнав да работувам луѓе и така почна таа една историја за мојот бизнис или моето работење поточно. Откога го сватил вистинското значење на старините и откога се соживеал со процесот на оживување на речиси мртов предмет, кај него се родила и желбата за создавање на некаква колекција. Во тој период, во Швајцарија ја започнува сопствената колекција на олдтајмери. Со автомобилизмот, значи, почнав да се среќавам со многу интересни моменти и ситуации на олдтајмери. Значи, и оттаму почна таа една интерес за тие старини, значи вредноста на старините и големината на секој еден колекционер. Значи, не е во вредноста на предметот или на сработеното. Значи, големината е во тоа што го земаме еден предмет од клиничка смрт и го враќаме во живот. Сатисфакцијата на крајот од делото е кога гледаме дека нешто што требало да заврши на отпад, сме му дали еден нов живот. И така почнаа тие некои видувања околу олдтајмери, околу колекции. Имав автомобилска колекција во Швајцарија, и се уште имам дел од тоа. А овдека, кога се вратив во Македонија, значи почетоците беа многу спонтани. Првото парче, да ви кажам искрено, е ова радио тука, значи, што е тука, во исправна состојба, еден сограѓанин, селанец, и вика, имам едно старо радио, знаеш како ќе дојде во амбиентот. Амбиентот не беше доловен толку довршен, збориме за ресторанот, и викам, зошто да не? Мислејќи дека се зборува за поклон, затоа што ми предлага радио. И да го видам, и јас го гледам радиото, викам супер. Вика 50 евра. И добро, нели, најдовме нешто заедничко. Повеќе го направих како хуманитарен гест, значи, викам човекот сигурно дошол во ситуација за да дојде да го продава радиото од татко му, за да дојде до некоја пара, значи ајде да не бидат на заем, значи подобро да бидат. И така после самите реакции спонтано, луѓето кај баба ми, кај вујко ми, кај чичо ми, и тоа е почетокот. И отпосле веќе почнавме, имаме добра анекдота во поранешен автопазар во Скопје, со невестата се шетаме, ги обожавав тие, таму има сва и свашта за секого. И доаѓаме до еден момент, гледам една машина. И ја гледам и откривам дека е калкулатор, значи првиот Диgiтрон. И колку пари, толку пари. И јас вадам и ги давам. И старецот ми вика, синко, ти не знаеш што купуваш. Викам, чиче, ти не знаеш што продаваш. Значи, најстарото радио што го имам, јас што го поседувам, 1926 и тие се некои 5-6 парчиња што датираат од пред Втората светска војна. Другото, пак ќе го повторам, значи ние го немаме тоа чувство за чување на старините и е многу тешко да се дојде до некои стари или право колекционерско. Значи тие колекционерство, да, во бројка, значи колекција, а инаку колекционерска вредност права да имам некоја, значи ги нема тие. Тие се кај нас обично кога ќе дојдат луѓето, го немаат реперот за старина, вика имаме едно многу старо радио, значи и колку старо, па тука некаде 70, 80, а 50 веќе компјутерот бил измислен, така да, мислам, тоа не влегува во некоја колекционерска вредност. Јас пак ги зимам, значи сите ми се исто така драги,
затоа што со годините и тие си добиваат своја вредност. Радијата, па 90% од тие што ги имаме, ги зимаме во функционална состојба. Значи, тие другите многу е тешко да се обезбедаат делови и треба, значи, да се инвестира многу во нив. Како што не ги користиме, значи гледаме да го запазиме надворешниот изглед и да ги конзервираме. Секоја вистинска реставрација одзема време, но и пари, вели Лоран. Но на ова додева дека љубовта и задоволството од се во ова немаат цена. Тоа не може да се опише. Сега ќе ви кажам еден пример. Имам еден пријател и сега, после толку години дружење, во Швајцарија и ми вика купив буба. И сакам да ја реставрирам. И сега читам на Википедија околу олтајмерството. И му викам, не ти треба Википедија. Значи, тоа или го имаш, или го немаш. Луѓето што паралелно се движат со моите, значи, одбивања, што имам реставрирано, дали коли, дали дрвото надвор го имам правено, значи, сите гледаат како фрлени пари, како мислат дека имам премногу време и така натаму. Значи, чувството не може да се префрли, да го опишам, да ви кажам сега, значи тоа чувство, тоа е нешто посебно, нешто не можам да ви го кажам, исто како, значи, имам дечиња, нека се здрави и живи, истото чувство го имаш, значи, кога ќе го запалиш, кога ќе го средиш, како да имаш новороденче. Да знаете дека еден олтајмер, збориме за реден олтајмер со правилна реставрација, кошта исто толку како еден просечен нов автомобил. Иако порано додека работел во Швајцарија, сам со својот тим ги реставрира олтајмерите. Сега таа работа им ја препушта на професионалци, но под неговото будно око. Со два автомобили од популарните Фичо се поврзани и две анегдоти кои Лори со посебно задоволство ги раскажува. Еве сега во моментот имам Fiat 500 од 64-та година на реставрирање. Го земав од Кавадарци и со шлеп служба го ставивме, а беше веќе полудемонтирано. Значи со шлеп служба го ставивме на камионот и се возиме. И можете да замислите импресиите на луѓето кога гледаат Фичо на шлеп служба и се вика ако треба да го носи у отпад, кај е ќарот. Продадов Фичо во Белгија на еден белгијанец, што ми беше многу близок пријател, и првичните дискусии за време на реставрацијата, тој работеше во Македонија во некоја невладина организација, не знам како беше, и почнавме да се дружиме со ресторанот и се сближивме и кога го реставрира Фичото беше присутен. И ќе ми го дадеш, викам, нема проблем, ама онака, мислам, без размислување. Си замина, ја напушти Македонија, ми се јавува последна година. Фичото готово ли? Викам, случај по некоја случајност, само што го предовршувам и стварно беше така, мислам, го завршувам Фичето. Ке дојдам да го земам. Како бе ке дојдеш? Доаѓам. И јас мислев некој пријателите у кола, приколката за кажете, имаше Volvo караван, приколката закачена, дојдоа тука, 10 дена се дружевме, го качивме Фичото и сите го качуваме, ама никој не верува. Лоран веќе 7 години е вратен во Македонија. Иако и самиот бил печелбар, а и потекнува од таков крај, тој за себе вели дека не би се враќал во тугина. А се обидува и да ги предомисли некои од своите пријатели кои се уште се на печалба. Па добро, и финансиските прилики, не мора да значи, можеби ако бев тука, можеби, нели, ама сепак, нели. Единото нешто што ме натерува да не бидам разочаран за тоа што сум бил таму. Значи, јас сум еден од многу ретките анти-диаспора. И се соочувам секојдневно за тоа што крајот ни е таков, имаме доста народ во диаспората и на секое видување и средба, значи ги негирам во целост и дефинитивно 7 години сум вратен во Македонија, 7 години немам помислото за Швајцарија. Од Подгоријата, од Колешино ве поздравуваме во оваа луѓе и места. Очекувајте не за 7 дена кај некои други луѓе на некое друго место.